Почитувани, добар ден. Како што ветивме пред некој ден, денес ќе имате можност да ја дознаете целата вистина околу омилениот бизнис на фамилијата Заеви. Бизнисот со марихуана, која се претвори во рекет машинерија. Токму затоа Заеви и СДСМ ревносно се борат во собранието да се изгласа законот за опојни дроги по нивни терк, за потоа да обвинуваат дека ВМРО-ДПМН го кочи овој закон, иако во позадина се работи за нешто сосема друго. Овде се работи за милиони и создавање на силна канабис рекет машинерија. Аферата канабис милионите на Заев покажува инфлација на лиценци на фирми блиски до власта и неконтролирано производство на марихуана. Веднаш да потенцирам и да ги расчистиме дилемите. ВМРО-ДПМН не кочи закони во интерес на граѓаните. ВМРО-ДПМН кочи закони кои се од личен интерес на Заеви. ВМРО-ДПМН во 2016 година го донесе законот за одгледување на канабис за медицински цели и Република Македонија беше единствена држава во Европа, заедно со Холандија, но со јасно дефинирани одредби и високи критериуми кои мора да се исполнат, а не земјава да се претвори во оаза за канабис за милионите на Заев. Но како навистина стојат работите? Информациите кои дојдеа до нас говорат дека СДСМ и Заеви, практично манипулирајќи ги потенцијалните и заинтересирани производители на канабис, создадоа нова рекет машинерија преку која се собираат пари од бизнисмени кои сакаат да одгледуваат канабис. Во постојниот закон кој е на сила, донесен во 2016 година за одгледување на канабис за медицински цели, јасно е пропишано кои се условите кои мора да ги исполнува одредена фирма доколку сака да добие лиценца за одгледување на канабис. СДСМ и Заеви, настрана од пропишаните одредби во законот, за само неколку месеци дозволија хиперпродукција на лиценци за канабис. Внимавајте, од мај 2016 до мај 2018 година се издадени само 5 лиценци за одгледување на канабис и 2 лиценци за екстракција, се извинувам. Додека пак само во 2019 година владата има издадено 31 лиценца за одгледување на канабис, а околу нови 20 на лиценци се во постапка и чекаат одлука од владата за да ја добијат. Во истиот период, исто така, се издадени дополнително 2 лиценци за екстракција на канабис. Голем дел од овие фирми што добиле лиценци се поврзани, погодувате, директно со СДСМ. Што е тука индикативно и сомнително? Еден од условите за да се добие лиценца за одгледување на канабис е фирмите апликанти да поседуваат елаборат за одгледување на канабис во рок од 5 години, како и која е намената за произведеното количество. Ова е еден од најважните документи кои треба да ги поседуваат фирмите. Внимавајте, според нашите информации, најголем дел од овие 31 лиценца во 2019 година се издадени според непостоечки закон, односно се незаконски. Овие фирми имаат елаборати во кои јасно пишува дека ќе извезуваат произведен сув цвет од канабис, што практично не е возможно согласно постоечкиот закон, каде што извоз на канабис е возможен доколку е завршена екстракцијата. Според нашите информации, Министерството за здравство не врши воопшто инспекцијски надзор колку канабис е одгледан кај голем дел од компаниите. Поогромна количина од канабисот се продава на црно за огромни суми на пари, што докажува дека Заеви ја направија Македонија како Колумбија и Лазарат. Канабис милионите на Заеви отвараат сомнеш дека постои и нелегално производство на марихуана. Прашуваме, дали е точно дека Заеви доделувале лиценци на нивни блиски фирми без да поседуваат соодветен елаборат, па практично сега лиценците се незаконски? Втора работа, ако ја кружи низ кулуарите на бизнисмените, е дали е точно дека цената на една лиценца на владата на СДСМ и Заев чини околу 300 до 500 илјади евра, кои се плаќаат директно на рака кај луѓе блиски на власта.
За се ова, институциите молчат и по принципот сврти е главата на другата страна, се прават како да не се случува, бидејќи се под директни инструкции на фамилијата Заеви и СДСМ. Дополнително, документите покажуваат дека до последниот ден како премиер Зоран Заев делел лиценци за производство на марихуана. За само 2 дена во месец декември, а на неколку дена пред оставката на Заев, се доделени 10 нови лиценци за производство на марихуана. Значи 10 нови лиценци на брзина се доделени на компании кои се поврзуваат токму со Зоран Заев. На брзина, шверцерски и со огромен сомнеж за милионски криминал. Деталите на компаниите ќе ги чуете во следниот период. Но она што е сигурно е дека СДСМ си направија класична рекет машина, каде што овие бизнисмени се принудени да ги купат лиценците од владата за кеш пари, каде што овие за сега повторно да се зборува низ кулуарите на бизнисмените дека повторно им се барани кеш пари за да можел СДСМ да остане на власт и да го протурка законот. Почитувани, времето на СДСМ и криминалците како Заев заврши. Обновата на Македонија доаѓа на 12 април, а Заев и СДСМ ќе понесат одговорност. Заев и СДСМ се виновни за се што се случува сега и Заев и СДСМ никогаш повеќе нема да и се случат на Македонија. Ви благодарам. Повелете. Добро, надвор од оваа тема ме интересира, денеска повторно ќе се сретнат работните групи на двете политички партии. Очекувате ли напредок, некои согласувања и понатаму дали сте подготвени да отстапите? Да отстапиме од барањата, тоа нема да се случи, бидејќи тоа што го бараме е во насока на применување, односно примена или имплементација во предлог законот, а понатаму и законот нормално кога тоа ќе го прифатат СДСМ, на се она што веќе функционира и она што помогнало за искоренување на криминалот и корупцијата во целиот развиен свет. Како ќе се одвиваат преговорите, не можам да кажам однапред. Она што можам да го кажам во моментов е дека ВМРО-ДПМН, односно преговарачкиот тим на ВМРО-ДПМН ќе учествува во преговорите исклучиво доколку учествува, односно биде повикана и стручната јавност, но и представниците на релевантниот меѓународен фактор, токму оние на кои што Заев се повикува. Бидејќи со ова што сега го предлагаат, единствено што Заев и СДСМ сакаат да постигнат е амнестија за целите овие криминали кои што впрочем за кои што говорев и на денешната пресконференција. На индексот за корупција Македонија има пад за 13 места, на што мислите да се случи? Па токму на ова што денес ја на една од овие работи на која што и денес ја имав оваа пресконференција. Но на што секојдневно го укажуваме и го презентираме пред граѓаните, бидејќи станува збор за една криминално-рекетарска власт, за една најнеспособна власт, кои што знаат само да лажат, манипулираат, крадат и тоа е единственото нешто што го прават. И нормално е дека тоа ќе биде, нели, презентирано, односно ќе се покаже на тој начин. Но ако ја видите изјавата на Заев, станува збор за огромен напредок. Веројатно смета дека тоа што паднале на листата е напредок, а не успех. Дали председателот Мицкоски ќе се сретне со председателот на Европскиот совет Мишел и што очекувате? Немам искрена информација во однос на таква средба. Ќе ви одговориме дополнително преку Центарот за комуникација.